Гужва, галама, FM врева. На радио Слободна Македонија. Така е фреквентно моделирана врива на брановите на Радио Слободна Македонија, секогаш со навистина ексклузивни и специјални гости. Денешниве никогаш не го пречекориле прагот на Радио Слободна Македонија за прв пат. Се тука String Forces по 7 годишен дискографски молк имаат нов албум, 5 студиски во нивната дискографија именуван како Со голиме. Профундус е студиото во кој е реализиран од март 2016 до јануари 2017 година. Срцето и душата, можеме така да кажеме, на String Forces се заедно со нас во студиото на Радио Слободна Македонија, или пак можеби главата и срцето, како и да е, Доријан Јовановиќ, Александар Стојанов од String Forces денеска за прв пат во FM Врива во живо. Добар ден, господа, добре дојдовте во емисијава. Ајде да позборуваме малку за Соголима. Се соголувавте самите себе си, го соголувавте времето во кое што живееме, или пак можеби 7 години дискографски молк во новиот студиски проект. Александар, Доријан. Повелете. Точно е, да. Се почувствувавме како да се соголивме. Мислам, како да проживеавме низ еден процес на соголување, само себе соголување. Така како да беше уште од самиот почеток на правењето на албумов, како да имаше некој некажан договор дека демек дали ќе се соголиме овој пат, пошто ние сме се обидувале секогаш, ама нели, сега и у емоционален смисол и секако. Така што може тоа да се каже дека буквално и нам ни се деси како предизвик. Така. Да се соголиме пред публиката. Значи од најтривијалните прашања како да речеме се соголуваш со самото тоа што не тежнееш да бидеш како сите оние кои што нели наводно како кои што би требале да бидеме, да речеме нели мејнстрим или квази прогресивни некои правци и така натака, нели за да звучиш некако за да бидеш сакан. И тоа е исто соголување, значи ти се соголуваш затоа што не се нудиш за да бидеш сакан. Така. Не разбирате, него евентуално даваш. Во колку композиции се соголувавте и колку време се соголувавте, Доријан? Се соголувавме, ако гледаме вака најдиректно е за последниве 2 години. Така. Ако го збориме делот 2 години го пакувавте студискиот проект. Да кажам, една година, отприлike една година каде што тоа интензивно го работевме и една година каде што тоа го снимавме плюс некои настапи на таму нааму. Така. Колку композиции содржи Со голиме? Има ли е навистина бревурозно дело? Имаат можност слушателите да ја погледнат и да ја проследат на www.rsma.mk, клик палите, клик забава, значи само на овој начин ќе имаат можност да го чуят она што го содржи Со голиме. За жал се уште, меѓутоа во догледни дни неискрено се надеваме дека и FM Врива ќе изобилува со композиција од Со голиме. Колку композиции се наоѓаат на албумот? Интересно што не знам. Мислам дека се 8. 8, има и бонус траки, колку трае студискиот проект? Да, реално има една бонус трака затоа што токму песната Со голиме има една своја, како кажам, предисторија и у таа предисторија се вика Причина. И тоа беше како некаков најавен сингл издаден од 2013 и е со Ади и Мери, значи во една малце различна постава. И таа ќе биде како некаква Ади и Мери гитаристот, така? Тоа ќе биде како некаква бонус трака, затоа не сум сигурен дали со таа 8. Но и вокал во таа песна. И вокал во таа песна. И вокал. Да. Сега кога сме кај вокалите, кој беше задолженост за вокалите, заради тоа што имате полифона пења, имате и мажи, жени и така натаму, едниот вокалист е во студиово, меѓутоа кој друг беше задолжен за вокалите? Вокал, Сандра, како и секогаш задниве 4 албума, е женскиот вокал. Така, има женски, машки елемент. Видите, во студиските снимки се појавува не сите албуми Доријан во еден прикриен бас. Тоа обично тоа да, сенката. Не вокален бас, да, значи многу ретко кој познал дека има еден така баршунат бас од позади, знаете. Добро вметнат помеѓу созвучието на машкото и женското. Басот. Да.
Така. Не го сака да ме го лице. Леле. Добро сега. Значи, овој албум за кој што денеска говориме со голиме, ќе има своја концертна промоција на 10 февруари, ако денеска е 3, значи за една недела од сега, Точно, следниот петок, така во 21 часот во Денсинг салата на Младинскиот културен центар, ќе се случи концертната промоција за албумот за кој што сега говориме. Што се ќе има на овој концерт? Значи, знам дека нема да бидат свирени само композициите 8 од новиот албум или колку и да се, туку дека ќе има и композиција од албумите изминати 4 поред. Нормално во некоја, како кажеме, некој нормален репертоар што го свириме, секогаш има помалку или повеќе песни од сите албуми, зависи нели колку е тоа. Меѓутоа, за разлика од сето тоа, овој пат ќе има повеќе песни од сите албуми. Што значи тоа? Вкупно би се планираат 28 песни што ќе бидат отприлike 2,5 сата музика. Значи нема да бидете Некои сами. песни ќе бидат ќе бидат изведени прв пат по 2000 година. Значи вие славите 20-ти роден ден исто така оваа 2017, нели? Реално славиме 22 роден. Аха, 22. Да бидеме Заради прецизни. што добив информација дека 20 години затоа ќе што чествувате во самата Македонија. 20 годишнина, да кажем, некако ја пропуштивме. Немаше посебен повод освен тоа, некако сакавме го споиме да има и албум, да има и други збиднувања, да биде малце побогато. И онда го оставивме да тоа биде со овој албум. А другите Никој збиднувања кои се? Албум. Добро, освен 20 години албум. има и документарец, меѓутоа Аха. документарецот нема да биде во рамките на овој настан, тој ќе биде прикажан нешто покасно. Во рамки на некој фестивал? Да, да. Така? Сега ќе видиме на кој конкретно ќе биде посоодветно да биде. А кој го работеше документарецот? 20 години String Forces, така? Документарецот е реално 15 години. Не, документарецот се вика До Соголиме. Значи, фактички до овој албум и Соголиме песната. Кој го работеше, почнат беше со една екипа, заврши со друга екипа, ние бевме многу активно внатре во тоа, нормално. На Документарец. повеќе, да, на повеќе нивоа. Така што на одреден начин ние го работевме. Така. Сега вака, јас имам информација дека покрај вие, кои сте дел нели од моменталната екипа на String Forces, на 10 февруари на сцената ќе се искачат и ваши пријатели, меѓутоа и ваши поранешни соработници. Можеме ли да ги кажеме имињата на оние кои сега се String Forces и на сите оние кои што можеби ќе се искачат или некого ќе чуваме во тајност? Не знам дури. Па може да ги кажеш тие што се сега. Тие што String Forces. Да, значи Не знам дали... Александра, така, Александра вокал, Александар вокал, Александра понатаму. Визман виолина, така. нели Доријан Јовановиќ е на стик, на бас, на фретлес бас, на бас со прагови, значи стик со 12 Бас. жици. Бас, да, и Дамјан Темков, Така. пијано, И Благојче. и Благој Чепенов на Така. тапани. Тапани. Да. А луѓето кои што ќе се искачат заедно со вас на сцена на 10 ќе ги споменеме или пак можеби ќе Не ги знам, ја би чуваме? ги чувал у тајност. Не Добро. заради друго, него да биде поише изненадување. Кога сме кај моментот на изненадување? Ќе има. Так, ќе Да, има доволно. изненадување. Добро, како оди до сега продажбата на билети, дали се луѓе заинтересирани? Па сега, оди, не знам ја како тоа го проценам дали е тоа брзо или не знам како во однос на другите настани. Некако оди. Не знам колку се луѓето навикнати дека може да купат преку интернет или дека Така. треба да отидат у МКЦ за да си купат карта. Се продава. Така, така. Нема мерило, затоа што не знам голема. колку брзо се продавало за другото или дали тоа има некое значење воопшто, немам појма искрено. Добро. Значи се голиме, е ваш 5 студиски албум, а планирате ли број 6 наскоро или пак можеби ќе запрете тука некаде на петката за да испромовирате онака како што навистина треба и дали покрај Скопје албумов ќе биде промовиран и во некој друг македонски град? Па сигурно ќе биде во некој оние градови во кои најчесто и свириме, како што се Прилеп, Битола, Штип. Каде имате најголема Куманово. армија на публика? Па еве, Штип, Куманово, Прилеп, Битола, Охрид, Веројатно има и предпоставувам. Охрид, Но работите се многу сменети. Да, и Работите се многу сменети во Велес градовите. исто. Најјаки биле Велес, Штип и Прилеп. Таму најдобро ве прима публиката? Велес. Примала. Да. Примала. Да, сега е све Од кога сменето. не Сега е цела Македонија, а најповеќе во Скопје е сменет, да речеме, не само концептот за ноќниот живот, него и динамиката, бројот на ноќни клубови,
типот на ночни клубови, автоматски самата понуда во ночните клубови и автоматски самата Дали публика. знаете да влезете во некој клубче и да свирите нешто, ете така Дали некаков што? интимен концерт? Дали знаете да влезете во некој Да, клубче лани и се да деси тоа. свирите? Најчесто по клубови свириме. Така? Мислам, ти правиш концерт у Куманово. Мислам дека клубот е посоедно место и многу е подиректен доживљај. Така? До мене. Него Битола у Куманово свиравме. Дали ви се менува публиката или останува константно исто? Дали се истите луѓе што доаѓале Не, на вашите тотално свирки пред различно. 10 Има и години? константи. Има и константна публика кои што стареат вака со Да, нас. да, да. Меѓутоа да се како се га се Се менува, мислам, ја бев многу интересно изненаден. У Куманово, рецимо, кога видов, па и у Битола имаше многу млади, дури онака само што, нели, полнолетни станати, ако не дури малолетни имаше луѓе, кои што ги пееа старите песни. Па дури и некои понови. Значи тоа беше тотално изненадување, пошто нели знаете каква е ситуацијата во Македонија, нели не само сега оваа ситуација со непуштање на македонска музика по медиуми, него воопшто и пред тоа да се случи имаше не е веќе трендот таков да рецимо телевизиите пуштаат видеа Така, од македонски групи. Значи на времето им требаше да пополнат програма, така? И пуштаа многу, што многу заврши работа, да речеме, тоаш немаше YouTube, така? Немаше, меѓутоа сега имаме можност. Се што сакаме да видиме и да чуеме тоа се е разбира на YouTube, што е... Убаво е тоа што се менуваат работите без разлика, што некаде ќе се деси застој. А каква е гледаноста на вашите видеа на YouTube? Имате ли информација? Па имаме како не. Задоволни ли сте од бројката на гледања? па сега ако гледаш дека каде бегаш има 600.000 и тоа од 2008. Значи било хит сме го 2001, 2, 3, каде бегаш? Сега замислете тогаш да имало YouTube, нели? Мислам. Так. Нажалост немаш. Значи немаше да. Извини. И тие некои нели што беа од тој албум како што се Суб водиме или тие песни имаат огромна гледаност реално. Сегашните спотови добро се движат. Сега не можам да ги споредам со каде бегаш од проста причина што се по 2 месеца на YouTube. Така, сега. така. Ние сме спори сето тоа. Така што тоа окей се движи. Претпоставувам дека ако би пресметале колку би било за 8 години со тој тренд, веројатно ќе биде многу. Така. Значи ние движиме низ време во 22 минути по 15 часот, време да го привршиме разговоров заради тоа што следуваат и регионални вести од Охрид, исто така имаме и рекламен блок. Момци, ви благодарам многу што бевте дел од ФМ Врива на Слободна Македонија. Ги потсетувам уште еднаш слушателите дека сите оние кои што навистина сакаат издржана и квалитетна и искрена и чиста музика, истата може да ја најдат на вашиот 5-ти студиски албум именуван како Со голима, сниман во вашето студио Профундус од 2016 до јануари 2017 година, значи пожешко и потазе од ова здравје Боже. Доријан рече 8 композиции веројатно се наоѓаат на овој албум, не е ниту баш сигурен колку точно албум, односно колку точно композиции има на албумот. Во секој случај сето она што е спакувано како Со голиме, меѓутоа и сето она што е дел од изминатите 4 студиски проекти на String Forces, концерт на кој имате во Скопје, во Младинскиот културен центар во Денсинг салата на 10 февруари година 2017 со почеток во 21 часот. Ви благодарам многу и се гледаме на концерт. Фала. Гледаме, Елена. Гужва, галама, ФМ Врева. На радио Слободна Македонија.